Во Македонија наутро во блокот во 9 часот посветуваме внимание на спортот. Ке зборуваме за спортската дисциплина, за џудото, за ова боречка вештина, во која што се повеќе ги гледаме и жените. Сега, од мојата лева страна веќе со постигнати резултати Боријана Поп Атанасова. До неа ни е Горан Мицковски, тој е селектор на сениорската репрезентација. Емилија Пасковска, исто така, до него. Помеѓу Горан и Благоја Гешовски, тој е генерален секретар. И мора да ги споменеме тука, ни се заедно со нас. Пред мене е Стефани Мицковска, до неа Ерик Крстев, така сте, добро, и Кирил Димески, го гледам, тука е. Добро. Добро утро на сите, официјално се собравме да зборуваме за нешто многу убаво што ви се случи. Заокруживме ќе започнам со вас, се разбира, со генералниот секретар, заклучно на 11 во неделата, вториот поред Европски јуниорски џудо куп во Скопје, и во кој што велите дека поради одличната организација и високите оценки кои што ги добивте, така од Европската џудо унија и Светската џудо федерација, следната година за прв пат, така, ќе организирате Европско кадетско првенство. Да, пред се добро утро и добар ден вами, на гледачите на Македонската телевизија. Благодарност за поканата да можеме да го промовираме џудото, да ги споделиме новостите кои што се случуваат во сферата на џудо спортот во нашата држава. Изминатите неколку денови беа празник не само за џудото, туку воопшто за спортот и љубителите на спортот, бидејќи тука во Скопје, во салата Јане Сандански, по втор пат, минатата година беше за прв пат, оваа година по втор пат, се одржа Европскиот јуниорски џудо куп Скопје 2024 година. Добро. На овој куп учествува поголем број на џудисти во однос на минатата година, односно оваа година вкупната бројка беше точно 269 џудисти од 26 држави, од 2 континенти, значи имавме и од Канада, присутни џудисти на овој Европски џудо куп, од нив 163 беа машки, 106 женски. Добро, вие како џудо федерација задоволни сте од нашиве деца? Значи, зборуваме за еден брзо растечки спортска дисциплина, брзо растечка, јас толку жени заинтересирани за џудото не очекував дека ќе има. Па добро, значи сметам дека денес во 21 век не би требало да зборуваме за машки и женски спортови. Па така е, точно. Бидејќи родовата еднаква равноправност и како е нешто кое што се промовира. Џудото само навидум, за оние кои што не го познаваат, изгледа машки и груп спорт. Инаку, значи, џудото, самиот збор џудо, значи нежен начин да го совладате вашиот противник. Значи, зборовите џу и до го имаат тоа значење. И сега, кога зборуваме за нежен начин, значи, тука пред се е во прашање техника, а не е сила. И велам само навидум, изгледа дека е тоа групи машки спорт. Добре дојдени се сите. Значи, како што гледате и тука пред нас имаме најразлични возрастни категории на џудисти. Џудото засебно ќе ве прашувам, засебно за сите ќе ве прашувам, сакам да го вклучам. Џудото, значи, можат да го тренираат луѓе буквално од 7 до 107 години, ако доживеат. Живи и здрави. Да. Селекторот Горан Мицковски ќе го вклучиме. Задоволни сте од тоа како еволуира џудото кај нас? Па, најпрво да кажам дека сите овие млади џудисти од мали години почнуваат да се на некој начин да живеат со џудото, односно џудото е филозофија на живење, значи да добиваат, да се социализираат, да се едуцираат и сето тоа ги води низ животот и ние некогаш ќе кажеме не може да биде некој светски првак, него треба да израсти во некој здрав граѓанин што утре ќе представува нашата држава. Јас лично сум задоволен од ова млада генерација на џудисти која што повеќе години е селектирана и, да кажам, помагана од страна на клубовите и џудо федерацијата и овие млади џудисти нели треба да достигнат нивната највисока форма, односно највисоки резултати да ги постигнат кога ќе почнат да се надпреварат на овие надпревари како кадетски купови, европски купови, светски купови, а понатаму европски првенства, светски првенства, исто така и балкански првенства.
од овие генерации на джудисти ние сме сите грабат големи успеси. Да, вие се вративте и од Париз, сега имавте можност таму да видите како поддршка на нашиот Еди. Со тоа што ќе ве прашаме, ви имавте можност да видите и спортисти од други држави со други можности, па каде сме ние во кога е джудото во прашање? Значи, кога е джудото во прашање, ја можам да кажам дека таму во Париз беа најдобрите джудисти во целиот свет, кој што целта на еден спортист, како и на еден джудист, е да учествува на едни олимписки игри и да се сретни со најдобрите во целиот свет. Значи, ние имавме еди настапи во категоријата до 81 кг и 33 најдобри джудисти од целиот свет беа заедно со него. Еди во борбата беше рамноправен со Гуилерме од Аргентина, но видовме како загуби, но Еди е млад джудист, пред него има уште Тој ни е гордост со самото тоа што настапуваше се разбереме, значи, тука ние сме малце, како да кажам, не сме рамноправни од причини што истиот тој до настапот на Олимписките игри имаше 50 надпревари и не знам десетина кампови различни, ние имавме многу, значи 10% од тоа. Сакате да кажете други се можности, но сепак кога ќе застанеме на тоа тло, со техника не заостануваме, се изедначуваме со вештина која што ја поседуваме. Балканот, статистички истражувања покажуваат дека Балканот, каде што спаѓа Македонија, е подневје каде што боречките спортови се постигнуваат врвни спортски резултати како европски, светски и олимписки резултати. Ние имаме доста такви показатели и сега треба да се насочи енергијата, финансите да се насочат во тие спортови каде што поединецот сам решава во борбата или во надпреварот. Затоа што поголемо внимание треба да се насочи. Тука ќе го вклучиме сега Благоја како џудо федерација. Колку се посветува внимание, особено затоа што ова се индивидуални спортисти, така, колку се посветува внимание и на психичката подготвеност, на целосното внимание, поддршка, не само во вештината и техниките, оти тоа верувам дека го прават тренерите и самите спортисти, но колку вие дополнително како федерација сите аспекти за успешен спортист ги исполнувате? Значи, првично секој надпреварувач, секој джудиста тренира во својот матичен клуб. Морам да кажам дека нашите клубови ги водат исклучително добри тренери. Најголемиот дел имаат завршено факултет за физичка култура, значи се професори по физичко воспитување и тие одлично ја знаат методиката, но и психологијата на спортистите и првично од нив, бидејќи тие се учители по џудо за овие деца, како што каже и селекторот, џудото е филозофија, џудото гради личности, гради карактери и токму тоа максимално се посветува во џудото. Џудото е јакне довербата, самодовербата, почитта. Вие можете да видите од овие инсерти како надпреварувачите пред почеток на борба се поклонуваат, поздравуваат на крајот од борбата, знаат да се носат со поразот, но да бидат и исто така големи во победата. Меѓутоа, не само надпреварувачите, туку тоа го прави и судијата кога влегува на татамите, стапнува и тој се поклонува со почит кон татамите, така да, значи, џудото е еден начин, една филозофија на живење. Ние како федерација се трудиме во рамките на можности, некогаш може би повеќе од можностите, да има возможиме на нашите џудисти услови приближно еднакви на нивните врсници од другите земји, каде што се воопшто земјите поразвиени, но и џудото е далеку поразвиено. Знам дека секогаш можеме повеќе, меѓутоа тоа се нашите можности во овој момент. Меѓутоа најважно од се според мене е да државата изнајде стратегија, што повеќе деца бидат вклучени во било каков спорт. Јас навивам нормално тоа да биде џудо, бидејќи последните статистики се поразителни. Околу 15% од популацијата од основно училиште и средно училиште е вклучена само во било каков спорт. Тоа се поразителни бројки. За жал, порано било поинаку, се давало многу големо внимание пред се на предметот физичко образование, па понатаму кога ќе се определат за некој спорт. Ајде сега малку да дадеме внимание на децата. Боријана Попатанасова, бронзен медал. Да. Боријана, сега
Дали те видовме на инсертите? Да, мислам Да? дека ме видов. Да, те видовме добро. Нема да те прашам за тоа како се одлучи за џудото, затоа што веќе со постигнување на резултатите веројатно знаеш дека си на вистинското место и ќе го сакаш се повеќе и повеќе како спорт. Дали си задоволна? И кои се твоите задоволна досега од постигнатото и кои се твоите желби? Па, јас го вежбам спортот од многу одамна. Си имам доста посветено на џудото и овој медал многу значи за мене и за федерацијата, поради тоа што ги нема, иако се трудиме да ги имаме истите услови, ги немаме баш истите услови како другите држави. Бев балкански првак за пионери и мислам дека ќе продолжам да се трудам за да ги достигнам олимписките игри како што беше Еди, може би да освојам нешто и таму. Посакам да биде така, оти наши врвни спортисти, џудисти веќе отвараат пат на олимписките игри. Добро. Ќе ја вклучиме тука паралелно Емилија. Така? Емилија, кои се твоите желби, кои се твоите планови кога е џудото во прашање? Па, немам нешто специфично, многу големи очекувања, затоа што би сакала себе си да се видиш некаде на некоја позиција, некое место. Знаеш како Џоковиќ кога го прашувале што сакаш да како мал, што сакаш да бидеш, тој велел сакам врвни достигнувања. Сакам да ги освојам сите купови. Да, мислам, мене исто како на секој друг џудист, сон ми е да бидам многу успешна и може би некојаш јас да отидам на олимписки игри. Ама тоа има уште време. Се надевам да има уште. Колку години имате? Јас имам 20. 20? 13. Може би веќе со Боријана можеме и повеќе да колеги, само ќе ве молам дали може да добијам и микрофони за децата што ми се тука. Сакам да ги прашам и нив, ќе ве молам ако може, ако не ќе се снајдеме некако. Боријана може повеќе да зборува и за тоа како напредувало џудото, кога си започнала, се веќе 20 години имаш, и колку имаше тогаш запишани џудисти во твојата група, како се зголемуваа групите. Вие сега, предпоставам дека од купот продолжувате на камп. Продолжуваат сите? Само јуниорите сега во моментот. Само јуниорите во моментот. Да, бидејќи другите дечки се помали, кадети и пионери, и нивната возрастна категорија сега, нели се различни типови на тренинзи, повозрастни категории, повозрастни џудисти. Значи, они продолжуваат да тренираат во клубовите, сега за сега. Боријана, што ќе ми кажеш? На почетокот имавме, јас кога се запишав, имаше многу џудисти, од кои што повеќето беа и многу поспремни од мене, нормално, рето што сум почнувала. Моментално мислам дека како што продолжуваме да старееме, да кажам, да го искористам тој збор, имаме повеќе обврски и нормално се соочуваме со некакви паузи во џудото, што не е добро за спортот. Не можеме континуирано да напредуваме и кога правиме такви паузи, но... Ви пречи и школата, училиштето не ви пречи? Па зависи, некогаш пречи, некогаш не и затоа правиме некакви паузи. Кога се сака. Добро, јас вака еве ќе се обидам, сакам да ги слушнам и децата што ни се тука во кимоно. Стефани беше така? Да, Стефани, колку години имаш? 14. До сега што си постигнала како резултати, кои се твоите планови, зошто џудото го избра како спортување? Со џудото сум уште од мали години, уште од 2 години. Некакви достигнувања што сакам да имам, да одам на Олимпијада, да освојам нешто таму. Сум била и Македонија прва за пионери и кадети. Доволно потик за да може да се продолжи понатаму. Ерик, дали тебе иди ти е идолот? Да, дојди вака понаваму. Добро, да. Го гледаше на Олимписките игри? Да, го гледав. И задоволен си од борбата на Еди? Ние сите сме задоволни Еди колку постигна. Да, задоволен сум. Што би сакал ти? Ја би сакал да учествувам на Олимписките игри и да освојам медал.
Да освоиш и ќе освоиш медал, да знаеш. Ајде, тука ние и Кирил. Кирил, колку години има Кирил? 9. 9 години. Па Кирил, ти од кога почна да тренираш джудо? Па од 8 години. Значи сега ти, да речем, неодамна, започна пред година дена и добро, и како си задоволен, како напредуваш? Па, убаво е. Сакам да одам и може би некогаш ќе одам на Олимписките игри и да освојам некој медал. И се надевам дека ќе биде така, и тебе Еди ти е идолот или имаш некој друг наш джудист? Исто Еди? Да. Се надевам дека ќе имате можност да го видите, да се дружите меѓусебно и веројатно и како федерација, како селектор размислувате како би можело дополнително децата да се потикнат, да се дружат со врвните наши спортисти. Еве еден од начините на кои што нашите джудисти можат да се дружат со врвните джудисти е токму организацијата на вакви надпреварување од висок ранг. Значи, говоревме за Европски куп кој што се случи изминатиот викенд, го имавме минатата година и вие останав должен за следна година, на што ме прашавте. Ајде, дека за прв пат ќе се случува. Овој јуниорски куп продолжува да биде традиционален и следната година, меѓутоа и за прв пат следното лето 2025 година за прв пат се одржува Европско кадетско првенство тука кај нас во Република Македонија. Ние сме горди во Джудо Федерацијата што сме мапирале Македонија на картата на големи настани во джудото во Европа и во светот. Очекуваме голема бројка тогаш да има на надпреварувачи и верувам дека со медиумска покриеност и поддршка како што ни ја давате вие како македонска телевизија, дека ќе го испромовираме джудото за што поголем број на деца бидат вклучени. Ако го имате квантитет, повеќе деца вклучени во джудото, нормално е квалитетот да произлезе. Да, квалитетот се разбира е неминовен. Добро, ќе ве прашам, селекторот ќе го вклучам, кога се младите во прашање, рековме за жал, не се посветува толку внимание како некогаш во спортот што се посветувало, и кога се младите во прашање, што мислите дека е клучниот фактор тука? Родителите, потик од нив, одвојување од обврските, од слободното време, да ги носат редовно децата на тренинг, што сметате дека е клучниот фактор? Двајцата ќе ве прашам за мислење. Да. Значи, само да кажам дека Еди, кога се врати од Олимписките игри, беше 2 дена со нас, значи ни помагаше, седеше на компјутер, значи извршуваше некоја работа во името на нашата федерација, а сите млади спортисти, значи беа тука гледа, значи ние ги воспитуваме нашите деца и спортисти од мали нозе, дека треба да секогаш да придонесат за развој на сите, односно на заедницата, да. За младите спортисти кои што тренираат, секако дека одвојуваат дел од своето време. Значи, тие не се секогаш со своите другари, значи, некогаш кога има некој роден ден, во исто време имаш тренинг, ти секако оние млади джудисти или спортисти кои што се редовни, некогаш пропуштаат такви забави или дружби, но на крајот на денот тоа мора да се случи. Родителите се еден од главните фактори кои што треба едно дете да го насочат, односно да му кажат или да му дадат знание дека треба да посетува некој спорт. Понатаму тој спорт во животот не дека ние сите, јас пак ќе кажам, не дека сите ќе бидат светски прваци, олимписки прваци, но тие можноста не ќе ја имаат, но можноста има. Така е, во правост. Друга поголема работа е овие млади джудисти кои што овде се денеска со нас имаат многу другари во цел Балкан и во цела Европа. Значи они на надпреварите кога ќе отидат се дружат, се запознаваат, си разменуваат свои, значи имаме ние заеднички нели надпревари, заеднички дружби каде што тие самите си најдуваат своји врсници од другите земји, од другите градови низ Македонија и на крајот вие да имате еден пријател надвор од Македонија сте многу побогати. Значи овие деца овде имаат многу другари и другарки надвор од Македонија, односно во Балканот и во Европа. Добро, спортот секогаш бил и можности за пријателства. Да. Сакате да надополните? Па не, видите, ова е неисцрпна тема и сега прашањето е јас само едно делче од вашата реченица, дали родителите треба да ги носат децата. Сега ако зборуваме во буквална смисла на носење, јас тренирав джудо активно 15 години и јас така речи не се сеќавам дека некогаш ме однеле на тренинг. Значи, сум модел, сум имал желба, сум трчал буквално од часови од училиште за да стигнам на тренинг. Значи, ама кога децата се помали, сепак треба некој да ги донесе за прв пат. Треба некој да ги носи, треба да ги насочи. Родителот може би има желба детето да биде тенисер, не знам да биде фудбалер, но детето нема може би такви предиспозиции. Тука треба да се вклучат
професорите по физичко воспитување уште во основно училиште, согласно антропометриските карактеристики. Секој од нас, некој е предодреден да заигра со топка, некој за боречки вештини и така натаму. Значи, тие се тие кои што треба да им посочат. Ти би бил одличен ракометар, ти би бил одличен джудиста. Да го насочат детето. Да го насочат детето, да му посочат кој е најблискиот, најдобриот клуб во околината на тоа училиште. И секако тука треба да се вклучи државата со помошта која што ја треба да ја дава и на самите деца поединечно. Да, ние имавме одредени ваучери за спортисти, потоа ваучер за спортски клубови, ваучери за федерации, меѓутоа од оваа година се укинати тие ваучери, таа финансиска поддршка. Очекуваме некакви измени на законот за да видиме на кој начин ќе продолжи државата да вложува во спортот и во спортистите, бидејќи да бидеме, да речем искрени, дека без финансиски средства, таленти има, меѓутоа треба многу повеќе таленти да привлечиме во спортот. Се согласувам со вас, ви благодарам на сите што бевте денеска наши гости и посакувам да постигнувате врвни успеси и да ви се остварат соништата. Особено на оние најмалите кои што посака врвни достигнувања, посакувам да си ги исполните соништата. Благодарам. Благодариме на поканата.